Вработените во Баргала утре очекуваат плата плюс 30% од заостанатите побарувања. Очекувањата се согласно договорот кој беше постигнат помеѓу нивните, представниците на синдикатот, Гласен текстилец и дел од менеджментот на компанијата. Очекувавме плата и се друго што беше договорено како услов да го прекинеме последниот штрајк. Искрено се надевавме дека платите ќе бидат исплатени уште на 20 или 21, не ете дојде 25. Велат работници од фирмата за ТВ Стар. Почитување на договорот на сите страни очекуваат и од синдикатот, од каде пред известно време се пофалија дека тие од менеджментот издействувале исплаќање на дел од ратите. Јас сум во контакт со раководството на Баргала. Они прават напори да обезбедат средства, да го запазат рокот за исплата на плата. Јас се надевам дека до утре валјда ќе завршат работа, по нешто доселени информации, договор е договор, така да се надеваме дека ќе оди онака како што и беше договорено. Сепак, ќе има утре добра вест или не за вработените во Баргала знаат само од раководството на фирмата. ТВ Стар денес се обиде на оваа тема да контактира со секогаш расположениот за медиумите менаџер Наум Барзов, но нашите повици тој не одговараше. Во интерес на важното прашање упативме и СМС порака со следната содржина. Господине Барзов, ве бараме од телевизија Стар појавување на вработени од Баргала кои на ден до утвредениот краен рок за исплата на плата најавуваат прекин на работниот процес доколку утре не се изврши исплатата. Ве молиме за коментари и информација дали од ваша страна преземаните обврски за плата и 30% од заостанатите пари утре ќе им бидат префрлени. Неможноста да се добие најважната за работниците информација во овој месец ни веројатно ќе ги принуди на веќе подготвениот план Б, односно автоматско продолжување на штрајкот на неодредено време. Одговор на тоа дали ќе има плата баравме уште денеска, но тој што го чекавме не се појави, како и да е. Доколку утре нема плата, ќе нема и работа. Порачаа нашите соговорници. Во меѓувреме, темата со платите не само во Баргала, туку и во останатите текстилни и кожарски фирми во Штип и регионот стигна и до парламентот, а неа ја отвори пратеникот Иван Јорданов од ВМРО ДПМН. Дали знаете дека текстилно-конжарската индустрија во Штип е пред колапс? Дали знаете дека илјадници граѓани вработени во оваа индустрија ќе завршат како стечајни работници, ќе останат без работа? Не морате на мене да ми верувате, затоа е тука колегата пратеник од Штип, можете него по-директно да го прашате, затоа што тој многу подобро од мене е верзиран за кожарската индустрија, за тоа како се исплаќаат платите на вработените во оваа индустрија и слично.